ќе се префрлиме со линковско вклучување со следните содржини се нашата утринска програма, така, брз утрински појадок. Па, Ивана, да ти кажам искрено, гледачите кои што ни се јавуваат сигурно дека брзаат во подготовка на кафе, во подготовка на нешто да си каснат, затоа што во утринскиот појадок мора да појадуваме за да имаме енергија во текот на денот и ќе зборуваме токму за брзиот утрински појадок, како да го подготвиме. Каде се наоѓа, зашто поточно ќе видиме, што ќе зборуваме, оставам на тебе и ќе ти посакам добро утро. Добро утро, Слободанка, и до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ова утро ве поздравуваме од кулинарското училиште FG, каде што токму со основачот на кулинарското училиште Филип Чаловски ќе се обидеме да ви придонесеме во идеите за појадок, односно за брз појадок во ова брзо темпо на живот. Сите, нели, кога чекаме, односно се брзаме да стигнеме негде и така сите сме некако во недостаток на време, сакаме што побрзо да го подготвиме појадокот, а знаеме дека нели појадокот е најважниот во денот, така што ќе внесеме наутро, тоа ќе не држи нели и во текот на денот. Јас нема да должам многу, ќе припуштам на Филип, ќе ти посакам добро и убаво утро, ти благодарам што не примив тебе во кулинарското училиште FG и што за гледачите на Добро утро секое утро ќе подготвиш навистина еден брз, интересен, вкусен појадок кој што ќе биде можеби уште и на денешното меню на гледачите. Така е, добро утро и од нас, Ивана. Ви благодариме што не посетивте ова утро. Се надеваме дека ќе уживате во оваа варијанта на, да кажеме, тост. Ние обожаваме да готвиме тост, обожаваме да готвиме леп од кисело тесто. Што е многу здраво. Секогаш мора да се најде идеја што со лебот што ќе ни остане. Што со стариот леб, нормално варијантите на тема тост се навистина бесконечни. Ова е една од варијантите што денеска ќе ја покажеме, која што мислиме дека е одлична, многу лесна за подготовка, многу вкусна и еден рецепт ќе споделиме со вас, кој што мислам дека може да си го подготвите и однапред. Тоа е еден намаз, ќе објаснам, кој што се состои од печени пиперки, со лукче, одлични за почеток на денот. Можете и еден вид на кашкавал да искористите. Ние одлучивме да го направиме денеска со два вида на кашкавал, еден повеќе зреен и еден помалку зреен кашкавал. Понатаму имаме малку мајонез, некој зачин имаме лук во прав, кромит во прав, нешто што лесно се наоѓа секојдневно. Имаме малку црвен пипер, сол, табаско, сакаме лути работи, сакаме малку да додадеме екстра кик на нашиот сендвич, па да почнеме предлагаме. Значи, како што реков, во нашето училиште секојдневно печеме леп од кисело тесто. Нормално се случува многу често да ни остане. Ова е еден леп од пред ден-два, кој што е секако во супер состојба, не би рекол бајат, само треба малку да се освежи. Затоа ќе го направиме во тост. Апсолутно во топ форма. Еако што може видите, го сечеме на еден поинаков начин, за да добиеме тоа што може да го поделиме со некој, исто така можеме. Чисто дома се случува да ни останува леп, односно сите купуваме повеќе од колку што треба леп, па еве една одлична идеја, доколку имате леп кој што сте го купиле можеби за време на викендот, па ви остана, одлична можност еве да го направите ова утро овој појадок, рецепт кој што ќе ни го подготви Филип. Направиме доколку немаме леп од кисело тесто, можеме сигурно нели од обичен или од било каков леп. Обичен леп функционира исто како лепот од кисело тесто, само е битно да лебот не биде со големи дупки, бидејќи големите дупки некојаш знаат кашкавалот да истече, значи не е функционален толку. Сега кашкавалот и ќе го изрендаме двата типа. Колку е потребно грама ни е кашкавал? Моментално јас имам измерена доза која што е значи 300 грама кашкавал, 150 грама печени пиперки, 100 грама мајонез. Тоа е. Така, 300 грама кашкавал може како сакате кашкавал. Кој што покажал како идеален, да. За сосот. За намасот. Намаз кој што ќе даде
Ова може, Филип, да го наречеме па и од традиционална кујна тостов, затоа што сирењето и кашкавалот се буквално нашата традиција. Црвената пиперка е нешто што ја одбележува Македонија, но еве ќе имаат можност сите оние кои што не подготвиле до сега, нели, еве ваков намаз, да ги спојат овие состојки во едно и да си подготват еден вкусен тост за појадок. Секогаш, никогаш, нели... нели... Овој тост, исто така заборавив да кажам, ќе го подпечеме на тава. Тоа ќе даде исто дополнителен шмек. Значи, крцкавост, така е. Крцкавост ќе намачкаме квалитетно со путер. Путерот ќе му даде вкус и нормално ќе го направи да биде баш онака калоричен појадок, кој што ќе ве држи одлично низ целиот ден. Така да кашкавалите ги рендаме. Потребно е навистина наутро да внесеме, нели, поголема количина на храна, односно храна која што ќе биде енергетски богата, за да имаме, нели, енергија во текот на денот, да ни тргне денот како што треба. Или многумина знаат да кажат дека појадокот или може да го расипе денот, или може секако да го разубави денот. Верувам дека овој тост оди во добра комбинација со чај, или? Кој што си милува. Сака, да, може чај, може јогурт, може кафе, одлично би одел, ја би рекол некој кафе ќе оди со убав крцкав хлеб, сирења, варијантите на сирења се го прават своето, ќе направат една одлична арома и одлична текстура на сендвичот, ќе видиш, понатаму ќе додадеме сирење, само се извинувам. Дали може, Филип, ова е твојот омилен појадок кој што често си го готвиш? Па искрено да. Како дојдов до овој рецепт, дојдов со тоа што дома секојдневно на моите две ќерки уживам да им подготвам добар тост. Што е за мене добар тост? Мора биде крцкав, мора сирењето да се растопи убаво. Понатаму мора да има доволно сирење, не многу, не премалку, тоа е многу битно со односот на сирење да го доловиме. Сега само малце на гледачите да им покажам, значи пиперките се исчистени од семка. Печени онака традиционално македонски со лукче и макдоналд. Така е, исцедени од вишок од вода и сега ќе додаваме полека дел од сирењето во пиперките. Дел од кашкавалите, значи дел по дел, и ќе блендаме со рачен блендер, за да почне да се формира една емулзија, една смеса, која што верувам дека подоцна и ќе... Само ќе ја зачиниме понатаму и ја премачкуваме, тоа е тоа. Тавата ја премачкуваме со путер. Ќе ја намачкам лепчето со путер, малко не си иде. И сега звукот кој што малце може би ќе биде непријатен, но добро. Сега мораме да поминеме и низ ова, нели, за да се направи намазот како што треба. До една хомогена смеса. Еве, за мириса веќе и на пиперката, и на лукчето, кој што секако е добро, нели, да се конзумира и за сите оние кои што имаат висок крвен притисок. Секако лукот е еден од благодетите за оние луѓе кои што имаат покачен крвен притисок и буквално треба, мислам дека секојдневно, нели, да се употреба. Сега, што се однесува до изборот на кашкавали, може да се користат буквално сите. Па дали може да ставиме и сирење, кој што... Може и сирење да се стави, апсолутно да. Па сирење и пиперка, тоа е нешто идеална комбинација, мислам дека. Сирење и пиперка, баш така идеална комбинација. Слага. Значи, потребно ние сега да загрееме тавата. И намазот веќе е подготвен. Намазот е веќе подготвен.
го додадеме остатокот од мајонезот. Да подсетиме уште еднаш за состојките, имавме 300 грама 150 грама имавме пиперки, испечени, изчистени од сенка и исцедени од висока вода. Тоа беа Тоа е негде многу околу битно. 3-4 пиперки големи, 3-4 црвени, пиперки. ајварки. На кој што ставаме дупла количина кашкавали. Значи 150 грама пиперки, 300 грама кашкавали сирење, кој што си милува, 100 грама мајонез имавме, 100 грама мајонез и сега ќе ставиме малку луто. зачини по желба. Кој си милува лутко, може да си Ете, стави така, лут ние сос, овде кој не сме сака луто. Одлучиле ставаме најпрво црвена пипер, исто малку да поработиме и на дополнителна арома на пиперка и да ја потенцираме црвената боја. Значи, тука имаме 5 грама црвена блага пипер. Понатаму имаме малку сол, чисто да даде дополнителен кик, дополнителен вкус. Значи имаме околу грам до 2 сол, по ваш избор све, зависи од тоа колку се солени кашкавалите кои што ги користите. Понатаму имаме лук во прав за арома, можете и свеж лук, кој како милува. Имаме кромит во прав, кој што исто делува како ароматик во Дополнително лукче, намаз. Ете така. И уште еднаш само го да се измеша убаво. брендираме намазот. Ова може да се користи за ладни сандвичи. И веќе го имаме подготвено. Ето така. Околу 10 минути е потребно за Па, овој поедок, да, сега, малку повеќе така. околу подготовката може би е потребно. Подготовката е многу лесна, можете да си го подготвите неколку дена однапред. И си стои во фрижидер, сигурно до да. една недела без никаков проблем. На крај ставаме малку табаско по желба, кој колку сака луто. Јас ќе ставам неколку капки. Сакам малце да ми е лут мојот тост са бајле. Луто да ви почне денот. Така е, малце ме разбуди. Ете така, и сега што правиме? Почуваме Време со лепчета. со лепчето, така. Еве вака, одбираме две убави кришки, взимаме од намазот и распоредуваме колку сакаме по желба. Со тоа што Да, овој намаз е па за неколку тостови. сигурно имаме за 3-4 сигурно тостови. повеќе. Тост за Гледаме да целото ставиме семејство, за целата фамилија, утрински многу, поедок, да не е се обичен. разле, Да. значи претерано. Ето така. Тоа завршиме и ставаме дополнително по неколку кришки од кашкавалите кои што ги користевме. Најпрво го ставаме помалку зрениот, за да се растопи, Помек кашкавал. убаво да се соедини со самата смеса и понатаму ставаме подсврст или повеќе зрен кашкавал, кој што ќе даде исто дополнителен вкус. Ево, две парчиња се сосема доволно. И веќе имаме веќе доста, веќе стајаме ново парче. Затвараме. Многу интересен појадок, кој што искрено Путер сега е многу битен елемент. со нетрпение верувам дека ќе сакаат да го пробаат гледачите. Путерот е исто Да, се така. надевам дека гледачите споделивме рецепт кој што ќе си го направат уште денес. Не е типичен тост, нели, со шунка и качкавал, како што не е знаеме, типичен, нели, да си приготвиме најбрзо во домот. Путер, бидејќи од двете страни ќе подпечеме на тава. И се прави на тава, не се прави, нели, на тостер. На тава, така. Да речеме, добар тостер се наоѓа тешко. За жал и тука секогаш тавата може да ја замени улогата На тостер, на добар да тостер. знаете. Така, битен овој звук да се слушне на отпекување. Дали ни треба јака температура или Па некоја ни средна? треба нака јака, значи да речеме средна нака јака температура, која што убаво ќе направи една кора на самото лепче, а и внатре ќе ги изготви сирењата, кои што после тоа ќе биде растопени. Колку време е, Филип, потребно е за да се испржи на тава 2 до 3 тостот? минути од секоја страна. Од секоја страна, 2 до 3. 2 до 3 минути.
Ќе видите после каква боја исто ќе имаме. Путерот може да е малку помек, и да го изматите со миксер, да биде многу полесно мазив и да може да го Да се намачка, се размачка убаво, да. Целото лепче, така. Сега тука исто не е лошо да имаме тежина, која што малце ќе му нанесеме тежина, дали ќе користите уште една тава за да го покрие, значи буквално да биде лепчето тостирано. Така. Тоа е тоа. Обично избираме нели понекогаш житарки, овошје за појадок, но секогаш добродојдена и нели оваа комбинација на млечни производи со зеленчук, кои што ќе не држат повеќе во текот на денот, односно со кои што ќе имаме повеќе. Појадок, да кажеме, можете еднаш во неделата, два пати во неделата да го немојте повеќе да не добиете вишок на килограми. Еве го малце и ни загоре. Не, ни загоре, малку се потпече. Ова е таа идеална боја што ја бараме, бидејќи работиме со индукција, а ние малку се зазборевме, индукцијата знае да биде брза. Да. Така да ова е тој, значи не ни е баш потребна оваа црна боја, меѓутоа таа кора што сакаме да ја добиеме. Јас сум видом на Филип моја е вината, јас се претем. Нема проблем никаков. Така што ќе го долоиме таа кора што ја добиваме и ќе видите внатре сега како ќе биде. Значи толку, по 2 минути од секоја. Ние можеме и уште еден да направиме за гледачите. Да имаме време, супер ќе направевме. Не, немаме време сега да кажам. Доколку имавме време, ќе имавме можност нели да проследат уште еден, верувам дека и тоа како ова им беше добредојдено на сите гледачи нели да погледнат еден нов рецепт, нетипичен, искрено и јас првпат гледам како се подготвува еден ваков тост или ова е таа боја може да видите. Еве го идеалното. Гледачите, ова е идеалната боја што ја бараме. Да речеме златно кафена боја. Имаме кора која што си ја направи путерот, внатре кој што гледате веќе кашкавалите ни се речисти растопени, кога ќе го исечеме ќе го добиеме оној мелтинг ефект. Еве се уште на една страна. Што можеме да лажицата само кај ни беше, да. Идеален тост кој што не ви е потребно повеќе од 10 минути за да го направите, а навистина вкусен. Филип, јас ќе ти се заблагодарам сега за одвоеното време. Го имаме тостот веќе подготвен за сервирање и за појадок за сите оние гладни кои што се во моментов или кои што се уште го немале својот појадок. Дали сакаш да го сервираш овде, да ти помогнам некако? Вака. Еве, само да видите колку ќе биде сето тоа растопено. Ете го. Значи, сирењето речиси почело да се топи, немаме доволно време, меѓутоа ви ја покажавме техниката, се надеваме дека ќе се го направите во домашни услови, ќе го вкусите. Од мене толку, ве поздравувам, ви посакувам убав ден од Лџ Кулинарското училиште и ти благодариме, Филип, уште еднаш еве што успеа еве ова утро толку рано да речеме да подготвиш еден навистина вкусен појадок за сите оние луѓе кои што па некогаш нели сите немаме идеја што да подготвиме за појадок. Еве една идеја за вкусен тост кој што е направен на тава. Ве поздравуваме од тука и ви посакуваме секако да си имате убав појадок пред се, но и убав ден. Благодарам, Ивана. Вас нека ви е на здрави овој прекрасен, превкусен тост и ние посакуваме да го имаме тука, но доколку подготвите уште еден-два, слободно донеси. Ќе ти донесеме, Слободанка, ќе ви донесеме. Благодарам, мощна интересен рецепт и јас морам да бидам искрена дека ваков тост на ваков начин подготвен првпат гледам, затоа што секогаш ги користиме тостерите, но многу убава идеја. Благодарам.